Приказната која ќе ја слушате и гледате во 3 дела, ќе ја започнеме на едноставен начин. Фолклорниот ансамбл Тиквеш, кој работи при Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци, по покана од организаторот, учествуваше на престижниот 5-ти поред меѓународен фестивал на фолклорот, кој од 16 до 25 август 2002 се одржа во градот Карловац во Република Хрватска. Фестивал кој е високо рангиран меѓу членките на Светската федерација на фолклорни фестивали и ансамбли ЦИОФ и кој е културен настан број 1 во Хрватска во деновите кога се одржува. И уште на самиот почеток да кажеме дека фолклорниот ансамбл Тиквеш е прв и досега единствен учесник од Македонија на овој фестивал, а дека организаторот не сгрешил што токму кавдаречките играорци ги поканил да се представат на фестивалските сцени, ќе покажат снимките и снимените материјали кои ќе ги гледате во продолжение. Во овој случај, воопшто не треба да се биде скромен. Фолклорниот ансамбл Тиквеш доживеа голем успех, можеби најголем успех досега постигнат на меѓународна сцена, кога станува збор за представување на културните активности од Кавадарци. По 20 часовно патување во Карловац во најдобар ред се пристигна во раните утрински часови на 16 август. Заедно со останатите земји учеснички, сместување во интернат, со сите потребни услови за подготовка на настапите, но и за потребниот одмор во обемната програма. Инаку Карловац е убав град, со европски манири, гостољубиви граѓани и со околу 60.000 жители. Фино среден, чист, со стара архитектура, град кој лежи на 4 реки, од кои поважни за целиот град и за целата Карловачка жупанија се реките Купа и Корана. Во Карловац е и седиштето на Карловачката жупанија, регион со десетина општини, кој на исток и запад се потпира на границите со Босна и Херцеговина и Словенија. И веќе сме кај фестивалските случувања, секојдневни дефилеа, секојдневни настапи. Авторот на оваа емисија е горд што беше дел од целиот тек на припремите и учеството на ансамблот Тиквеш, што беше дел од атмосферата, од деновите кои завршуваа со триумфални настапи на кавадаречките играорци. Самото представување на кавадаречкиот ансамбл започна веднаш по пристигнувањето и сместувањето. Интервју за хрватската телевизија, пошто во сите фестивалски хроники по хрватските медиуми се следеа сите активности и настапи на ансамблот Тиквеш. Бидејќи фестивалот беше со обемна програма, по краткиот одмор веднаш се пристапи кон припрема на дефилето, кое пак помина низ повеќе улици во Карловац за да се пристигне на местото на првиот настап. Свеченото отварање на фестивалот се одвиваше пред голем број на публика, при што се представија сите ансамбли учесници, а ги имаше од Хрватска, Италија, Португалија, Литванија, Мексико, Босна и Херцеговина, Унгарија и се разбира фолклорниот ансамбл Тиквеш од Кавадарци, Македонија.
Првиот настап на кавадаречките играорци беше дочекан со овации, македонската песна се разлеа, македонското оро по долги години ги растрепери срцата на нашите домачини, започна триумфалното представување на македонскиот фолклор со фолклорниот ансамбл Тиквеш. Долготрајните аплаузи беа со младите кавадарчини од првиот до последниот настап во Хрватска. На упозорницу долазе нам гости из Македонije. Македонија, добре дојдовте, драги пријатели.
Tikveš, Makedonija. Вториот фестивалски ден продолжи со представување и настапи на сите ансамбли во градот Драганич на отворена сцена. И самите ќе забележите дека кавадаречкиот ансамбл на сите овие настапи се представуваше со различни кореографии во автентични македонски народни носии. Успешните настапи пак покажаа дека долготрајниот подготвителен период, секојдневните проби во просториите на ансамблот кои се наоѓаат во Кавадаречкиот дом на култура дадоа резултати.
сега морам да ви обрнам внимание. Бидејќи фестивалот во Карловац е дел од Светската федерација на фолклорни фестивали и ансамбли, ЦИО, единствено таков вид во светот, и е под покровителство на УНЕСКО, сите настапи беа будно следени од стручни лица, етно-музиколози, селектори и новинари, па и на ансамблот Тиквеш целата му беше, со својот квалитет, да влезе во ЦИО и да ги оствари светските фестивалски сцени за генерациите кои доаѓаат. Тоа на кавадаречките играорци им успеа веќе на третиот фестивалски настап, а тој се случи во градот Огулин, во преполна сала, кој буквално се тресеше од аплаузи за време на целиот настап на фолклорниот ансамбл Тиквеш. Триумфот беше целосен и со повикувањето на бис. За време на целиот фестивал, тоа им се случи само на кавадаречките играорци. Вреди да се напомене дека од 8 ансамбли учесници од различни земји, 7 беа професионални, а само нашиот ансамбл во основа е аматерски. Но што се случи? Ансамблот Тиквеш е оценет како високо професионален, изворено дисциплиниран, музички поткован и играчки одличен. Впрочем, тоа ќе го слушнете во третата емисија од изјавите на првите луѓе на фестивалот во Карловац. А сега погледнете го и сами настапот во Карловац во делот кога фолклорниот ансамбл Тиквеш го исполни сплетот соборни игри од Скопско. И уживајте!
Makedonija. Evo, ovo je baš bio I je to za njih isto tako ovaj darak. Jeste se već umorili, gospodin Matić? Ovo je jako lijepo, puno tempa i vidi publika dobro reagira. Ne, ovo je zaista najdivnija publika, evo Ivančica, zadnjica festivala, ja malo smo komentirali i ovih, znači, 4 godine protekle, gdje god je festival došao i zaključak je da je ipak ogulinska publika najdivnija i najbolja. Hvala vam. Престојот во Хрватска и учеството на 5-тиот меѓународен фестивал на фолклорот во Карловац временски беше поделен на 3 дела. Така се стокмени и овие емисии. 4-тиот фестивалски ден протече вак, со мала прошетка низ Карловац, со официјално фотографирање на сите учесници, фотографии, но и написи кои и вие можете да ги најдете на интернет адресата www.karlovac.hr, а денот заврши пак со настапи во градот Дуга Реса. Гласот за фантастичните настапи на фолклорниот ансамбл Тиквеш веќе беа пристигнати и во Дуга Реса. Пренетични аплаузи за време на целиот настап и што беше многу интересно, успешните настапи буквално го избришаа уморот и од првиот до последниот фестивалски ден насмевката не исчезнуваше од лицата на младите кавадарчани. Кавадарци може да биде горд на фолклорниот ансамбл Тиквеш.
Овде би ја завршиле првата емисија за настапот на нашиот ансамбл Тиквеш на меѓународниот фестивал на фолклорот во Карловац, Република Хрватска. Во наредната емисија ќе ви раскажеме и прикажеме како беше на настапите на Јадранскиот брег. Ќе видите како беше во Ловран, на Опатијската ривиера, во најелитниот хрватски туристички центар Умаг, како и на најголемиот и преполн со странски туристи остров Крк во Јадранското море.